Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Започнаа роковите за локалните избори закажани за 19 октомври. На територијата на Македонија има вкупно 7 пожари на отворен простор, од кои 2 се активни, двата се во Пелагонија. Нов удар за возачите, горивата поскапуваат, од полноќ нови цени на бензинот и дизелот. На спортските терени во Прилеп неколку интересни настани овој викенд. Ладно утро, температурите во регионот ова утро се спуштија близу 0 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Започнаа роковите за локалните избори закажани на 19 октомври. Согласно роковникот за локалните избори 2025 во тек е барањето акредитација за наблюдување и известување од изборите закажани за 19 октомври. Досега за наблюдување на изборите е акредитиран само Младинскиот културен центар Битола. Рокот за барање за наблюдување започнува од денот на распишувањето на изборите, а завршува на 10 дена пред денот на гласање, односно на 8 октомври на полноќ. Представниците на медиумите не подложат на процес на акредитација. На територијата на Македонија има вкупно 7 пожари на отворен простор денеска, од кои 2 се активни и двата се во Пелагонија. Двата активни пожари се во двете пелагониски општини, општина Долнени, во село Долгаец, каде гори мешана шума, и во општина Крушево, каде гори депонијата на влезот во Крушево. Останува апелот од Центарот за управување со кризи да се внимава кога граѓаните се движат во шума и на отворен простор. Нов удар за возачите, горивата поскапуваат, од полноќ нови цени на бензинот и дизелот. Новите цени стапуваат на сила ноќеска, а корекциите се резултат на светските берзански движења и курсот на доларот. Бензините поскапуваат за 1 денар по литар, а дизелот се зголемува за половина денар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. На спортските терени во Прилеп неколку интересни настани. Еврофарм Пелистер 2 победник на меморијалниот ракометен турнир Миленешковски. Фудбалскиот клуб Големо Коњари
иако со големи очекувања на првиот надпревар во втората фудбалска лига, поразен на домашен терен. Поразена и победа на гостински терен во Новаци. Ракометарите на Eurofarm Perlister 2 од Битола се победници на меморијалниот турнир Миле Нешковски, откако во финалето славеа сигурна победа над домајкинот Прилеп со 26-32, полувреме 17-15. Со тоа заврши 10-тото издание на ракометниот меморијален турнир Миле Нешковски во Прилеп. За најдобар голман беше прогласен Мартин Јовановски од Eurofarm Perlister 2, а признанието најкорисен ракометар му припадна на бекот на битолскиот клуб Христијан Митревски. Втората македонска фудбалска лига започна со атракција кај дебитантот фудбалскиот клуб Големо Коњари и гол со пета на напаѓачот на Детонит Плячковица. Екипата на Големо Коњари вчера дебитира во второлигашкото друштво, но по првото полувреме имаше негатива од 0-2, а крајниот резултат од надпреварот заврши 0-4 со победа на гостинската екипа. Победа пак изгуби во Новаци. Крајниот резултат од овој надпревар беше 2-0 за домаќините. Победа следниот првенствен меч го има на 30 август дома со екипата на Саса. Овој викенд нема да се одигра купот, па куп дома со Бешкими, наместо на 27 август, победа ќе го одигра на 9 септември. Временска прогноза. Времето денеска е исклучително ладно утрово. Ниски температури се забележани во регионот во текот на денешниот ден. Температурата на многу места се спушти под 10 степени Целзиусови, а локално тие се спуштија и под 5 степени. Планинските места во регионот утринава имаја уште пониски температури, па така во делови од планинските места температурата се спушти дури и до околу 1 степен Целзиусов. Во наредните денови Македонија очекува топлотен бран со значително високи дневни температури, особено во втората половина од неделата. Според прогнозата, од вторник до петок дневните температури постепено ќе растат, достигнувајќи 36 степени на 28 август, 37 степени на 29 август и дури 38 степени на 30 август. Најжешкиот период ќе биде токму кон крајот на месецот, кога и ноќните температури ќе останат релативно високи, околу 16 до 17 степени Целзиусови. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, август 2025.